Топло, ладно, цела година. Владата во заминување ни во 2023 не успеа да го најде рецептот да ја подобри економската слика и стандардот на граѓаните. Замрзни, одмрзни, замрзни. Во обид да се заузда инфлацијата се носеа и укинуваа мерки за граѓаните и фирмите, кои ниту долгорочно ја стабилизираа економијата, ниту ја подобрија живеачката. За гарантираната цена која воведе владата, доведе и до затворање на маркети. Прескапо. Кога ќе ги земеш реалните цени, пошто ништо не е сменето. На крајот некако се договорија на Илинденска. Мерките кои ги кроеа со месеци ги донесоа половина година пред избори со важност речиси до денот на гласањето. И тоа уште повеќе ги изреволтира работниците и пензионерите. За голема жал не наидовме на никакво разбирање ниту кај Ковачевски, ниту кај Тренчевска, ниту кај Станка. Но не само пензионерите. 2023 ќе остане запаметена како година на протести. На улица правата си ги бараа сите судови, јавните обвинителства, здравствените работници, речиси цел јавен сектор, царинската управа. Пред да ги донесат предизборните мерки, владата не почасти со луксузна листа во која се најдоа производи како чајот, мастиките, цвеклото. Владата влезе во улога на нутриционист, па поскапувањата се ги оправда со тоа дека се грижеле за здравието на граѓаните. Настана вистинска збрка. Граѓаните не знаеа што е луксуз, а што е нездраво да јадат. Дури во одредени земји за сладолед, за чипс, за мастики спаѓаат во категоријата на нездрави производи затоа што има повисока шекерна вредност и тоа не е здраво за населението. Полоцна ја ревидираа листата, ама не се откажаа од солидарниот данок кој исто беше дел од даночната реформа, па ги казнија успешните компании среде криза. И додека собираа пари од граѓаните и од компаниите, никако не се откажа од нивните покачени плати за 78%. Веројатно и затоа цело време не убедуваат дека во Македонија има добри примања. Со толкави плати, сигурно е дека добро се живее. Веројатно немаме информација ние дека ниту еден функционер не заминал од државата да заработува во странство. Додека граѓаните се мислат како ќе го поминан месецот, владата пари не жали за тендери и договори. Година пројде цела, автопат пак не видовме. Се потпиша еден од најконтроверзните договори за изградба на коридорите 8 и 10D. Во сите можни извештаи беше искритикуван. Ама владата мува не ја лази. Милиони по милиони летаат на сметката на Бехтел и ЕНК. Ајте, радувајте се, ве молам, радувајте се гради во држава. И навистина, ни приредеа уште неколку вакви забави за радување. Имавме и шарена експлозија. Ама автопат од Охрид до Кичево уште немаме, а ни одговорен зошто 57 километри се возат како по ролер костер. И затоа Благој еве го тука, стани Благој да те видат сите. Дајте му поддршка. Затоа што јануари 2024 година по тој пат мора да се вози со автомобили од Кичево до Охрид. Пари има за тендери, непродуктивни трошења, расфрлање со народното, за да сме се покажале пред светот како што беше за самитот на ОПСЕ. Ама за зголемување на платите ке требало да се крати на учебници. Треба да не забраваме дека ако зголемиме фондот за плати во здравство, во обвинителство, во судовите, ке треба да скратиме од пензиите, ке треба да скратиме од оброците за студентите, ке треба да скратиме од книгите за учениците. На крајот на годината добивме и новогодишна честитка за следните сметки на струја. Овој пат со нова ставка, за која властите велат била правична. Веселата математика за новите сметки се уште никој не ја разбра. Пошто на сметка на 2000 денари, ако тарифата за дистрибутивна мрежа е моментално, речиси, двојно од тоа што се плаќа за електрична енергија, таму има намалување од 27%. На 1000 денари намалување од 27% е 270 денари. И ако плаќаш доместок од 200 денари, значи имаш намалување од 70 денари. Ја испративме старата година со инфлација од 3,1%, со зголемени плати, но само на хартија, а во суштина со влошен животен стандард. Останаа многу неостварени желби за идната година. Да има повеќе работа за компаниите, повеќе пари за граѓаните и подобар живот за сите во Македонија.